Ова е крајот на првата сезона на Newbiz подкаст. Проектот, како што знаете, е копродукција на WebMind МК и Paricom МК, двата портали кои што се здружија и поддржани од програмата Sustain Media на ГИС направија содржина која што имаше за цел и се надеваме дека ја постигнавме таа цел, да зборува за начините на кои што новите технологии го менуваат бизнисот. Како може да ги искористиме криптовалутите, блокчейн технологијата, вештачката интелигенција, платформите за инвестирање со цел да напредуваме во бизнис сферата. И во сета таа мешавина на идеи каде се и како се снаоѓаат луѓето. Направивме една ретроспектива некаде на малку повеќе од половина од првата сезона и таа можете да ја погледнете како епизода 28 прикачена на YouTube. Во оваа втора ретроспектива која што секако оди лайв, меѓутоа те имате и како епизода да ја погледнете. Почнуваме со Павле Зимбаков. Во епизодата со Павле всушност зборувавме за тоа колку е важно како луѓе да се адаптираме на сето она што се случува во нашата околина, да учиме нови работи, да се прилагодуваме на промените што ги носи технологијата и да создаваме иновативни бизнис модели. И сега секогаш има ситуации каде што некој те ви рече да, вештачката интелигенција те збрише многу професии, те останеме без работа, нешто со што не би се согласила, меѓутоа дефинитивно е факт дека мора да се адаптираме и секој пат кога компанијата во која што работиме те реши да не прати на некоја обука, треба да зграбчиме шансата и да извлечеме од таа обука што е можно повеќе. Нормално на секоја обука те се најде и по некој кој што знае се и не му треба до обучување, ама да се надеваме дека те му се погоди токму ваков тренер. Еве нема да именувам како компанија, ама ќе кажам од која сфера беше, од една од приватниве болници, собрана група, на моје драго задоволство, цела група женска, топ 15, 16, 17 жени на обука, ама како влегувам јас во просторијата, случуваше обуката во Стопанска комора на Македонија во една од салите, како влегувам на обуката, чувствувам дека почнува да ме снемува, значи почнуваат да ме јадат од оздола нагоре, дел од озгора надоли, дека почнува да ме снемува. Дури ме фати паник. Значи начинот на кој што ме гледаат, начинот на кој што ми се мрштат, начинот на кој што не ми се смеат и ред такви работи. И ја кажам добар ден, они уште повеќе почнуваат да ме јадат. И викам, чекај, дека нема да можеме да почнеме со редовното добар ден, јас сум Павле Зимбаков, денеска се собравме Не викам, мора да почнем со нешто друго. И почнем со прашање што е работава, зашто не ме сакат. Тој проблем имате? Да, зашто не ме сакат. Одговорот кој што го добив беше па зарем ние толку години, после толку години работа не знаеме како да комуницираме, зарем нас не бива, зарем нас не знам што, не знам како. И да, правилата се менуваат многу брзо, меѓутоа се воспоставуваат нови кои што мора да ги почитуваме доколку сакаме да ни успеат проектите кои што ги работиме. Кога станува збор за почитувањето на правилата, често знае токму непочитувањето да биде причина за да им се нанесе штета и на компаниските цели, меѓутоа и на луѓето околу нас. Една таква ситуација со нас сподели Петар Младенов и веројатно и застрашувачки ако се помисли на исходот кој што можел да биде резултат на таквото непочитување на правилата. Ме активност кајкарење. И менаџер на многу голема компанија, 80 души ми имаше донесено, вика јас сум професионален кајкар, мене не ми треба вика елек. Викам извини, ама предиспозициите се тие. Јас одговарам, ми судиш у езерово. Да, викам ти, него и јас одговарам за тебе. Викам мора да носиш елек. Не, врати ми ги парите, и таа македонштинова. Звоне по телефони. Кој ти одговорен, тогаш ми беше Огњан Циговски како директор, му звони него. Со него, мислам, и феноменален ментор, исто. Вика, слушај, со Петар, он го организира целиот евент, како сакаш разбери со него, ако он ти речел дека нешто не може, тоа значи, вика, Господ да се симне од озгора, нема шанси. И врте, нали, вика, окей, ваше, и го става елекот. Имаш како круг околу црквата, тогаш црквата у Маврово беше под вода. На 20 метри му се првтува кајкот. Го фати грчна нога и почнува да паничи. Човеков беше 130 кила на копно. У вода си 5 пати повеќе потежок. Имавме гумен чамец. Никако не можеме да го извадиме човек. Дај го држиш, никој не можеме да го извадиме. Имаше спасувачки елек, супер беше тоа на страна. Одивме со овакво со скутер на вода, пробувавме некој да го извадиме и у тој случај од искуство ми текна земав јаже. Отидев, го земав, држ го јаже, го излеков и излезе човеков надвор. И само стоим, викам, и? Најде да сладко.
Така, викам, и скроз блед, вика, беше управо. И како што те каже Павле во претходната епизода, правилата знаат да ограничуваат, меѓутоа тука се за да не водат кон успех. Ке речат во Македонија као таков ни е менталитетот, ние не следиме правила. Така, ние не сме доволно воспитани, таков ни е на нас менталитетот. Меѓутоа, нашиве ракометари играат по правила во цел свет. Нашиве фудбалери играат по правила во цел свет. Не е опција затоа што се од Македонија, они да речат, ама ние сме од Македонија, на нас ни е таков менталитетот, ние нема да ви ги почитуваме правилата. Така да функционира се живо и диво околу нас само затоа што постојат правила. Така, ако сакаме да функционира, мора да постојат правила. Мора да има граница до каде можеме, до каде не можеме и што можеме, а што не можеме. Притоа, ако играме по правила, не значи дека не иновираме, не мислиме надвор од кутијата, не ја гледаме по широката слика и не создаваме нови идеи, нови бизниси, нови производи. Кога станува збор за мислењето во надвор од рамките, секогаш може да биде или вау, одличен проект, или може би пропаднала идејата, ама била одлична научена лекција. Еве пример. Гледам на филмовите, тоа беше многу смешно, гледам на филмовите, на хотел стоиш како хенгдор. Аха. Македонија уште ги немаше тоа време. Викам, викам, зашо на некој да не му понудам? Ќе му понудам, дај лифлети еве правиме, од како маркетинг агенција, да, имаме нови машини, моментално имаме печатиме вакви маркетинг материјали, дали сте ви окей, пошто многу го нема Македонија, нема да кажам фирмата, не ме туше. Дали викам дали сте како хенгдор. Феноменална идеја, топ. Прави ги како изгледат, ги имав нацртано како треба да изгледат, ги земам одам, ни една печатница не беше способна во тоа време да го изреди оној кругот кај што ќе го ставиш на врата. Рачно. Кажи дека рачно ги сечеш. 3500 лифлети. 3500 лифлети. Пред некое време се сретнаме со цеото на Валдеш Раде, кој што он ме потсетна на приказнава, вика добро, вика, уште те памтам, седнат, тогаш бевме со Адверт СМС Данчо, стартап кој што го имавме, седнат у канцеларија и со скалпер. Издржав околу 100, ми се фати раката. Реков, ево, вака не била. Чекај да видим колку ми беше буџетот, толку добро, викнав тројца другари. Покули дарка, сите му заздрави раката, тоа беше не е нормално, треба да режиш, окей, да контури, нема да ги излиш како што треба. Викнам уште тројца. На крај заврши да бевме 10 души, од тоа немав никаков профит. За идеите кои што не придвижуваат, зборуваше Катерина Смилева Божиновска во епизода 27. За идеите кои што мора да се реализираат, ама знаат некогаш и навистина да не сопнат. Незината приказна е за тоа како го напушта новинарството за да стане фриленсер, ама фриленсерството не е доволно, па решава да изгради иновативен бизнис модел на агенција токму на платформата Fiverr. Еве дел од таа приказна. Не само мојот личен пример, зашто ние сега преминуваме кон градење на еден бизнис модел преку оваа платформа. Не само ние да бидеме како поединци фриленсери кои што нели имаат солидна месечна заработка и тоа е тоа, туку да изградиме еден бизнис модел на самата платформа. Значи на некој начин ние функционираме како агенција, меѓутоа на самата платформа стојам јас како главно лице кое што се појавува пред клиентите, но тие знаат и тоа е транспарентно назначено дека ние сме тим, дека не работам само јас. Точно е дека платформата зима провизија нормално, меѓутоа ако се направи споредба колку треба да се вложи во маркетинг за да се стигне до клиенти без платформа, мислам дека ова е многу поисплатливо отколку нели сами да тргнете со своја веб страна и да барате клиенти на тој начин. Како ги менеджирате овие финансиските моменти во смисла можностите за плаќање, Payoneer картици на македонска сметка? Така, Fiverr најдобро функционира со Payoneer. Се разбира дека има тука нели провизии дополнителни што мора да се платат и тоа е тоа. Со Сует Сефери се сретнавме во епизода 29 и се изнамуабетивме и за вештачката интелигенција како помошник, и за вештачката интелигенција како радиолог, меѓутоа и за вештачката интелигенција како закана. Она што веројатно беше и заклучокот на таа епизода е дека е важно колку учиме и како се однесуваме кон оваа технологија. Еден ресерч исто така во UK, кога бев со едни радиолози, и имавме снимки така од 4 години снимки, значи, и моравме да направиме еден разговор со ботот, да кажеме 6-7 сати,
Затоа што треба детално секоја информација што треба да ја знае, треба да ја внесеш за да имаш конкретен фидбек за што треба да се случи понатака. Која е веројатноста дека во таков сетинг добро обучен може да замени радиолог? Исклучиво на конкретниот пример. Така, види, значи радиолозите нема да се заменат, ни работните позиции нема да се заменат. Значи вештачката интелигенција е дојдена како сојузник наш, како асистент или не знам како би го нарекол. Меѓутоа, че има еден мал проблем, каде што, пример да кажеме, ти си новинар и го водиш новинарството класично, како што знаеме сите. И доаѓа еден млад новинар со вештачка интелигенција, Прошишува. е многу подобар од тебе. Прочитав дека некоја жена решила сите manuals, овие прирачниците од домашните апарати да си ги стави у ChatGPT и во секоја ситуација кога има проблем да го праша за тој апарат што да направам ми светка таа сијаличка. Топ идеја. ChatGPT, доколку го купиш таа купичката верзија, ти овозможува проекти и во самиот проект ти можеш да му кажеш како он да се однесува. И можеш да му прикачиш и фајлови, да кажеш имаш 50 документи, ги прикачуваш и ќе му кажеш од сега натака однесувај се вака и вака одговори. Вештачката интелигенција го менува светот на многу начини, а примерот како ја менува Кина ни го раскажа Борислав Милјановиќ. Јас сам први пат био у Кини, а до сад сам био 6-7 пута у Америци и на западу сам био пуно пута и стварно сам био некако на тој западној култури и одгајан и школован. Према истоку, нешто нисам никакве специјалне идеје имао, нити гајио неку велику љубов, али сам се сада стварно у Шангају изненадио како е тај град, како су ти људи тамо све организовани. Dakle, to je stvarno jedna nova dimenzija. Dimenzija da za 10 dana ni jedan put novčanicu nisam uzeo ruke. Ja kinesku novčanicu nisam uzeo ruke. Čak nisam ni karticu uzeo. Sve se radi preko telefona. Dakle, samo imate da birate da li ćete WeChat ili Alipay i to je to. Bukvalno svuda i sve. Борислав е основач и собственик на регионална агенција за интегрирани комуникации, која веќе една година развива свој AI Hub. И токму преку оваа иницијатива согледуваме како се менува комуникацијската, маркетинг индустријата, PR индустријата како резултат на вештачката интелигенција. Што те се случи со луѓето кои што работат во оваа индустрија? Pa ja mislim da će se dosta toga promeniti. Isto kao što se recimo sa pojavom društvenih mreža pojavio i promenio način rada vezan za PR agencije. Jer do pojave Facebooka mi smo hendlovali samo klasične medije. I posao PR-a pre svega, ali i cele komunikacijske industrije bio je da se ta jednosmerna komunikacija koja inače postoji u marketingu gde vi kao kompanija gurate informacije, reklame, sve živo ka publici, PR je bio neki način da se ta feedback dobije kroz razgovor i kroz mogućnost da se komunicira na dve strane. Kako su se pojavile društvene mreže? Mi smo onda direktno svi uskočili u dvostranu komunikaciju gde sad svako može na društvenoj mreži da ti kaže sve i da ti sruši proizvod ili da ti kompaniju ocrni. I odjedanput onda sad ovi PR-ovi koji su razumeli tu dvostranu komunikaciju, za razliku od čistih marketingaša koji su išli samo na jednostranu komunikaciju, samo pumpaj reklame, samo to radi, nek budu kreativne i zanimljive, odjedanput sad sa društvenim mrežama ovi ljudi koji PR shvataju su go, super, evo, daj da komuniciramo, daj sad krizna komunikacija, daj brani me sad, ovo vidi šta će da mi uradi, jao, ne daj Bože, influencer me napao, šta ću sad? I onda smo tu shvatili da ovaj naš posao ima potpuno novu dimenziju. Šta ćemo shvatiti sa veštačkom inteligencijom? To još uvijek niko od nas ne može da vidi. Ali definitivno će, za razliku od onoga što smo imali hype posljednje, pre jedno 2-3 godine, veliki hype koji smo imali o Web3, o blockchainu, o metaverzu, to nije nestalo. To će se verovatno u nekom trenutku spojiti sa AI-em i napraviti potpuno sad neku sledeću dimenziju, ali jednostavno u jednom trenutku nije se pokazalo da je to masovno znanje i masovni uticaj na biznis. Veštačka inteligencija s druge strane nam je pokazala da je direktno uticala na ovo što mi radimo i tek će uticati. Pa mi već sad vidimo da male agencije počinju da se zatvaraju. Mi sad već vidimo da nam se menja potreba
u zapošljavanju, dakle od onih specijalista koji su bili stručnjaci za samo jednu oblast ili samo nešto, sad su nam mnogo interesantniji generalisti, oni koji razumeju da mogu sa jednog mesta iz jednih cipela da hendluju i slike i tekstove i video, dakle idemo u jednom pravcu koji menja potrebe za određenim ljudima. Dakle, generalno ja mislim da će naša marketinška industrija, grana komunikacijska, da doživi ozbiljnu promenu. Mislim da će nam biti manji broj operativnih ljudi potreban, ali ono što će uvek firmama da treba u agencijskom radu i u marketinškoj industriji jeste kvalitetni kadrovi koji će biti potrebni za konsulting, savetovanje i strategiju i bit će potrebe za upotrebom tehnologije, znači za kvalitetnom upotrebom tehnologije, a to mora i ne može bez ljudi koji će to na najbolji način duhom da povežu. Кога сме кај работните позиции, се случува револуција и во IT секторот. И вистински инсайт токму од оваа индустрија ни донесе во епизода 31 Љубинка Такашманов од Attitude, која што раскажуваше многу интересни сегменти од незината работа, како се пополнуваат позиции за НАТО, како се преминува од IT проектен менеджер во HR и како се донесува одлука кога си во една таква удобна позиција на успешна кариера да преминеш во претприемачкиот сектор и да основаш своја компанија. Се јавува целото во 8:30 навечер, пошто американско време ја до 11 работев. Ми се јавува и ми вика ни требаат 18 луѓе за НАТО, пошто ја бев НАТО акаунт менеджер со secret clearance. Тоа е безбедносен сертификат во Америка, кој што ќе може утре да отидат во Белгија. Американци. И цената нормално беше многу пониска, затоа што така влеговме да ги супортираме НАТО. И викам, до кога требаат луѓе? Вика, па треба до вечер. Викам, па кај мене е вечер. До која вечер? До која вечер. И тоа беше, значи мораше да се најде. Нема не, затоа што според договорот тоа се тие governmental contracts или secured contracts мора да се почитуваат до точен дедлайн. Значи нема каснење, иначе има многу реперкусии. Ми текнат дека овие што се резервисти од армијата, тие од време на време ги викаат на вежби, меѓутоа поголем дел од времето се седат. Мислам, они си добиваат нека плата, бенефити, меѓутоа тоа е многу ниско. А сите имаат барем секрет, секрет е основното. Викам, сигурно барем секрет, клиранс имаат и почнав да барам и викам, која земја најефтина? Флорида, не баш, ми текна Пуерто Рико. Тие се со пониски стандарди и барам, се јавувам на еден кандидат и викам, слушај, вака и вака, дали си слободен? Вика, па да, вика, не слободен сум, вика. Викам, волко е цената? Вика, супер, одлично. Пасош има ли за Белгија? Да, тоа беше следното прашање. Пасоши, не знаеа дека треба пасоши. Они не знаат и дека требаат 5 сати порано да бидат на аеродром за интернационални флајтови. Сето тоа требаше да се искомуницира. И американците сакаат да ги потсеќаш. Дали стана? Леле. Дали облече кондор или уште си по столки. Мислам, на тој начин се функционира, меѓутоа, окей, тоа е менталитет кој што ти на германец да му се јавиш да му речеш се спремаш за интервјуто он сајд, дали облече кондори, ќе ми спушти телефон и нема да отиде на интервјуто. Меѓутоа американците тоа си го ценат и го гледаат како акт на, нели, kindness, се грижи за него и така натаму му помагаш. Да се вратам на приказната само на кратко и викам, дали случајно имаш некој другар, пријател кој што може да дојде со тебе? Вика, да ти дадам ја број од капетанот на скводот. Вика, види со него. Цела единица, баш буквално му се јавувам на тој капетан или лидли што и да беше. Викам, слушај, вака и вака, дали може да ми најдеш луѓе? Викам, цел комишен тебе ќе ти го дадам, не е проблем. Ма каков комишен? Вика, одличен е ретот, вика, за 2 сати ги имаш сите луѓе. Ја жива срекна, 22 отида. Случајно се роди идејата за Attitude, односно тоа беше, би рекла, одговор на побарувачката на пазарот во тој момент. Attitude се појави тивко, но брзо, затоа што во тој момент почна да
се појавуваат многу странски компании тука во Македонија кои што почнаа нормално да си бараат локални луѓе. И тоа тогаш настана дисрапт во IT пазарот, пред се IT пазарот, каде што компаниите почнаа да губат луѓе заради тоа што им беа понудени од странските компании по високи позиции. И најпрво другари, пријатели, компании со кои што ги знам, побараа помош. Ти работиш со луѓе, дај помогни ни да најдеме. Добро, им помогнав. И сега како тоа да го изреализираме од правен аспект? Добра, ајде еве Attitude, компанијата која што ќе ви помогне. И на тој начин почнавме да работиме. Секој претприемачки проект е на некој начин развој. Дури ако реновирате дома, па го сметаме за развој, нормално дека ни треба финансиска поддршка. Финансиска поддршка не секогаш можеш да ја реализираш од джеб во даден момент. Не мора да значи дека ја имаш заштедата, а мора да инвестираш во даден проект, и во такви ситуации она пошто посегнуваме е кредитот. Меѓутоа, кога станува збор за кредитите, често поради непознавање, можеби дури на основните термини од типот на што е камата, што е провизија, што е револвинг, што се пишува во договорот за кредит, се враќаме на она познатото заглавен во кредити. Не мора да биде така, особено ако од банките и од финансиските друштва ги добиваме транспарентно сите информации кои што ни се опходни и тоа водство дека правиме добра информирана одлука. Со Тони Јанговски од Diner зборувавме токму за тоа. Колку е важно да се едуцираат, да се насочат луѓето, односно да им се даде комплетна транспарентност во соработката со исклучувањето договори со банките и финансиските друштва. И токму тоа го прави Diner со нивната нова Zero картичка, која што на некој начин наликува на тесна околина во која што може да научите се и при тоа да инвестирате во проекти или задоволства кои што ви се драги. Кредит е до негди табу тема, ама треба свесно да се знае дека реално без кредит, значи буквално зборот кредит ќе го употребам, иако баш кога го кажувам се чувствувам како малце сега ќе биде контроверзно. Без кредит може да кажеме дека и не може да се оди напред, не може да се инвестира во голем проект. Не секогаш можете да чекате да соберете, без разлика дали како индивидуа или фирма, да чекате да соберете средства, пари, па потоа да инвестирате во нешто уште поголемо развојно или да соберете пари за поклон. Некогаш тоа некои одредени работи треба да се купат и да се инвестираат веднаш. Сега, пак ќе се навратам основните работи за тоа што е камата, што е кредит, што е депозит, што се основни трошоци за една индивиду и за едно семејство, за еден бизнис понатака нормално се тоа оди во чекори, кои се дополнителни можни потенцијални трошоци, кои се приходи. Така да сега бидејќи сум веќе дел од бизнис кој што цело време гледаме на едната страна се приходите, на другите расходите, тоа се може да се сведе на ниво на индивидуален. Пари секако дека ни создаваат стрес. Александар Станков на потешкиот начин научил дека стресот може да ни создаде проблеми со здравието. Доживеал паничен напад во метро во Германија и така е добил идејата дека треба да создаде апликација со која што лесно може да си го менеджираме стресот. Во Германија можев додам на психолог, меѓутоа сепак не е мој мајчин јазик, покрај тоа што го научив германскиот. Пробав со тие апликации, меѓутоа повеќето беа за медитација. Ја не сум човек што може да седи мирно и само да слуша нешто и на тој начин да му помогне. Истовремено и колегата најде дека 53% од луѓето не знаат баш да медитираат и не можат тие апликации многу да им помогнат. Дигиталните платформи, освен што, како во случајов, ни овозможуваат да си работиме на личното ментално здравје, исто така може да ни овозможат да работиме на растење на нашите финанси. Една таква платформа ни представи Александар Тодосиев, нешто што е прилично иновативно за македонски рамки. Тоа е платформа на која што може да инвестираме во градежни проекти, а при тоа да не купуваме станови. Всушност, не купувате ниту 1 метар квадратен, меѓутоа добивате поврат на таа инвестиција како резултат на тоа што сте верувале во конкретен градежен проект кој што се реализира.
Сега нашата паралела е тука да всушност им дадеме можност преку интернет, преку веб платформата која што ја креиравме, да вложат во овие наши конкретни стамбени проекти, во стамбените згради. И со самото тоа што вложуваат, платформата е направена со посебен алгоритам да може и целиот процес е дигитализиран и автоматизиран и се генерира договор. Односно, кога би избрале конкретен проект, им кажува во тој конкретен проект вашата можна максимална капитална добивка е толку и толку. Всушност ние им даваме можност да инвестират во проектите од кога веќе се со градежна дозвола. И тогаш е многу полесно, затоа што всушност како што е пазарот во Македонија, меѓутоа можам да кажем и во целиот регион, и како се цените на недвиждени, маржата е загарантирана. И ние сме многу комотни да можеме толку висока капитална добивка да им дадеме на сите инвеститори, а повторно ние да имаме сериозен процент на маржа. Така ризикот кога би направил паралела со купување на стан, тука е помал. Зошто? Затоа што кога купувате стан, ви гарантира едно правно лице дека тој стан ќе го заврши, дека ќе го реализира и имаш со едно правно лице само договор дека тоа и тоа што е договорено ќе се заврши. Во најлошо сценарио, тоа едно правно лице одговара со целиот свој движен и недвижен имот. Во нашиот случај има две правни лица кои што одговараат, односно се гарант. Значи Smart Invest Group како групација, како правно лице и дополнително главниот инвеститор и изведувач. Во претходните проекти беше БВ Инженеринг компанијата од Битола, а сега имаме и нови компании и се повеќе и повеќе се шириме. Односно, ние веќе имаме интереси од надворешни компании кои што не се дел од групацијата и сакаат да ја користат платформата за да може да прибира средства за нивните градежни проекти. И менеджирањето на личните финансии и предприемачките активности знаат да бидат конфузни и тешки, особено ако немаме добар план и ако не сме предвиделе се она што треба да го имаме како предуслов со цел потвато да ни успее. Кога станува збор за планирањето, Благоја Хамамџиев ни донесе многу искуства, затоа што неговата 12 годишна кариера во Дубај и цело знаење што го собрал од таму ги преточил во платформата Modelix, која што возможува дури ако немате кој знае какви знаења во бизнис планирање да може да си направите солиден бизнис план. Бизнисот во Дубај функционира повеќе како во Македонија, него како во, да речеме, Европа, Западна Европа или Америка. Од кој аспект? Дека договорите, и јас ствари бизнисот во Македонија сега почнам да го учам како функционира, така да може и уште не знам точно. Ама како функционира во Дубај? Во Дубај бизнисот функционира врз основа на збор, врз основа на препорака од човекот што се знае. Значи седнуваме, кај нас многу често се случува тоа во кафана, таму не во кафана, се случува во канцеларија, ама или на чај, ама се седнува, се прави договор усен меѓу двајца луѓе и тоа е завршена работа. Значи многу од бизнисот се случува на ниво на доверба и без премногу детали, ние се договоривме, ова ќе го правиме, па деталите ќе ги решаваме по патот. Во западниот свет е многу поразлично тоа аспект. Се седнува на почеток, се гледаат сите детали, се договара све и после тоа почнуваме. Така да тоа е во Македонија мислам дека може малку измеѓу, меѓутоа повеќе е на страната на кај Дубај, каде што повеќе договори се прават по препорака со луѓе кои што ги знаеш, отколку со седнување, разбирање на сите точни детали од бизнисот и планирање. Кога се врати во Македонија, имав опција или да барам работа пак корпоративна, или да почнам нешто што е мое и entrepreneurial бизнис. Имав среќа да бев обкружен низ тие години во Дубај со пријатели кои што се entrepreneurial minded и кои што сме работеле заедно на финанси и финансиско планирање и зборувавме, па може и 5 години зборуваме за тоа како ние работиме за едно најдобрите консултантски компании за финансија во свет, за Ernst Young, меѓутоа сепак креирањето на финансиски планови и бизнис планови е толку многу скапо за нашите клиенти и треба толку многу знаење што има простор да се направи софтвер кој што ќе го реши тој проблем. И за крај на сезоната имавме епизодата со Наташа Божиновска-Миркова. Многу ми не ја знаат како Наташа од Дајте музика, а за Newbiz ја раскажа својата визија за маркетингот и комуникациите, индустрија во која што е повеќе од 18 години. Во тоа време многу од работите беа пешки. Значи јас прв пат тогаш почнав да се сретнувам со изрази од IT светот, за кои што мене кога ќе ме прашаа што работиш, јас навистина маркетинг за кого? Со компјутери. Во тоа време немаше социјални медиуми,
ние исклучиво на Google Ads бевме фокусирани, ние работевме сериозно search engine оптимизација, нешто што денес е сведено најмногу во дел на контент. Ние тогаш го работевме на дневна основа во кампањи сериозни, да не зборувам за контент. Тогаш работевме тој digital PR не во контекст на тоа какви објави јас имам по медиуми како што е денес. Ние тогаш ние моравме да наоѓаме начини не да платиме, како луѓето да не приметат, за да напишат нешто добро кое што на вистина ќе ја потврди нашата визија, односно продуктот кој што го продаваме. Проектот завршува тука. Снимивме 36 епизоди, раскажавме многу приказни, начнавме многу теми. Се надевам дека многу интересни информации споделивме, што за маркетинг, комуникации, стартапи, крипто, блокчейн, вештачка интелигенција, начинот кој што се развиваат нештата и на пазарот на трудот и во светот на бизнисот, и да се надеваме дека имаме повторна шанса да зборуваме за некои од проектите кои што беа представени во Newbiz, за тоа како се развиваат и до каде те стигнат. До некое следно видување, поздрав!